walking away. Oh, I don't know what I'm to say, I'll say it anyway. Today is another day to find you shying away. I'll be coming for your love, okay, and take on me. Веројатно 1983. Имам 12 години и сум најбогатото дете во градот. Роднините од Австралија ми испраќаат нов модел Sony Walkman. Има мазно тело, испакнати копчиња за плей и стоп, портокалови перничиња на слушалките и држач за на појас. Во пакетот има и една касета, трилер од Майкл Джексон. Со навежбан потез ја лизгаш во лежиштето, затвораш и пушташ. Музиката те подкрива неколку сантиметри од земјата и така лепдејки чекориш низ градот додека сите те загледуваат. Life is okay and say after me. It's no better to be safe than sorry and take on me. Веројатно 1985. Со Наталија сме во исто оделение во Песталоци и комшивки во Капештец. Броиме колку чекори има од нејзината до мојата зграда и ја одредуваме средината за секогаш да се наоѓаме на таа точка кај едно подкршено дрво каде што сега е Беверли Хилс. Од таму одиме до најблиската трафика по германското Браво, од кој не разбираме ни збор, но си ги делиме ласкавите постери. По кој знае кој пат ја вртиме видеокасетата од Live Aid и на памет ги знаеме репликите од комедијата Top Secret. Подоцна стануваме даркерки, излегуваме во Лондонче на Картерот и секогаш се дружиме со постари. And all things that you say, is it life or just to play my worries away? You're all the things I've got to remember, you're shying away. I'll be coming for you anyway. Веројатно е 2021. Вокменот одамна се распадна на делови и заврши во отпад. И Југославија ја доживеа истата судбина. Майкл Джексон умре на 50, обвинет за педофилија. Наталија не дочека 50, погина во сообраќајка. Лондонче одамна не постои, во светот владее пандемија. А кога се сеќавам на минатото, не ми е сосема јасно дали замислувам, измислувам или додавам, така за да делува поубаво отколку што е и да боли што веќе го нема. Јас сум Илина Јакимовска. Во оваа последна епизода од втората сезона на подкастот Обични луѓе зборуваме со луѓе од мојата генерација, 1971, која оваа година наполни половина век. Што мислевме, а што се случи со нашите животи? И колку сме поврзани со оние родени во истата година. Мислам дека тој систем во кој што ние екзистиравме со сите можни критики и дефицити кои што може
да му ги залепиме, беше идеален, некако многу блиску до идеалот да создаде едно друштво во кое што немаше големи социјални и економски разлики и во кои што идеалите беа во голем дел идеалистички. Драган беше 8Б, а јас и Бојан, монтажерот на овој подкаст 8В. Го викавме Рада и дури сега, кога го снимавме разговорот, сватив и зошто. Кога бил мал, го терале да ја пее "Ајд идемо Радо" од Тозовац и го частеле сладолед. Не е ни чудо што подоцна стана панкер. Се дружевме на кеи на свирки во дом на млади. Но кога завршивме основно, го загубивме од кадар. Неговите сакаа тој да се запише во средно медицинско во Штип, се гледавме само за празници и викенди. И тој и ние им се лутевме, и едве чекавме да заврши средно и да се врати во Скопје. А потоа? Тоа беше последната година на Југославија, почна судирот во Словенија во тој момент. И ете, ја бев во касарна во Загреб, бев санитетец, благодарение дека имам средно медицинско, имав некако привилегирана позиција да излагам секој ден надвор, бев многу послободен во споредба со другата војска. Али почна проблемот у Словенија и ја бев у касарна за војна полиција у вод за интервенција, нажалост. И се деси целото тоа срање околу Книн, и требаше да ја пратат целата наша касарна директно да отиде таму. Умеѓу време, со среќа, нели, Македонија прогласи независност, така да татко ми, Бог душа да му прости, ја запали старата застава од Скопје и, не знам, направи неверојатно рекорд као Ники Лауда да дојде од касарна да ме собере, затоа што старешината на касарната им дозволи на сите македонци да се повлечат, да се излезат надвор доколку не сакаат да учествуваат во конфликтот и јас ја искористив таа опција. Драган се враќа дома, свири во групата Плава и си во првата постава на Сет, заедно со Владан, Доријан и Пацерот. И повторно на сече изненадување запишува Богословски факултет. Ова го држи 2-3 години, но потоа слушаме дека заминал некаде низ белиот свет. Се десија сите, почна нели граѓанската војна и целата структура почна да се губи. На известен начин може да кажем дека нашата генерација ни го тргна плото под нозете, буквално преку ноќ. И ја вака персонално некако се најдов во една хаотична ситуација во која што гледајќи наназад и гледајќи некако сегашноста, реалноста која што ме окружуваше, се у комбинација со еден персонал, така личен немир, лична љубопитност, личен глад за живот, после многу високи и ниски и после многу соочувања со самиот себе си, некако ми дојде спонтано идејата да ја напуштам некако Македонија и да се така фрлам надвор у вивналниот свет, да тргнеме и ние страдалници од век, ако може да парафразирам. Приказните за радавиденијата беа чести, иако не секогаш сигурни. Наводно свирил бубњеви на улиците во Рим. Други велеа дека виделе човек што личи на него во Амстердам. Да ни кажеа дека е на брод за Африка и во тоа ќе поверувавме. Но сега го најдовме во Швајцарија.
во како што вели последното поглавје од својот номадизам. Живеем во Швајцарија, работам во една клиника, работам на одделение онколошко палиативно одделение. Тоа се онколошки случаи, луѓе со различни верзии на рак, кои што ги имаат направено сите можни терапеутски пристапи, нажалост без успех, и се наоѓаат во фаза во која што треба да излезат од овој тродимензионален реалитет. Значи, луѓето умираат, одделение кое што е специализирано за да ги созбие сите негативни симптоми во оваа ситуација. Ако има страв, параноја, болови, не е куративен пристап, него е пристап да се отпрати човекот на најдобар можен начин да излезе од неговата многу болна и невозможна ситуација. Оваа можност за достоинствена смрт Швајцарија ја нуди на секој свој граѓанин. Но просечниот престој на пациент во болницата каде што работи Драган е само 30 дена. Дали ваквото секојдневно соочување со смртта влие врз неговото сваќање на животот? Во голем дел да, ми се смени затоа што кога си сведок на такви тешки завршувања, знаеш, затоа што целата таа работа не е само ако некој си замислува да има пациент во кревет, и сето тоа не е толку асептично. Мислам, ти си сведок на људски фамилиарни драми. Значи, човекот умира татко, околу него се две керки, мајка, тоа е процес што ќе трае 2, 3, 4 недели. Фамилијата е дозволено да остане во собата на пациентот и е дозволено да живее со него, така да ние сме дел од целиот фамилиарен процес. Не е, мислам, асептична работа, доаѓам, му ставам морфин у вена и излагам надвор. Значи, доаѓам, поспоставам контакт со луѓето и после многу краток период, тоа се многу интензивни емоции, стануваш стварно дел од фамилијата. Дали те мачи тоа? Да, во голем број на случаи те мачи, меѓутоа во секој случај ти тригер некако филозофски да почнеш да ги обработуваш тие стимули што се многу јаки, и во секој случај позитивно е дека го цениш животот повеќе, дека не си кршиш толку многу глава за така секојдневни лапали и ситници што порано те комплетно излагаш самиот од себе си, затоа што се додека немаш што да правиш со смртта или било каков нејзин аспект, све што се дешава околу тебе е добро. Рада денес има семејство, сопруга и 2 керки. Дали се уште им се лути на своите родители и покрај тоа што сега живее од професијата која тие на нејќење му е одбра? Ова е супер, многу интересно прашање. Ова беше исто, твоето прашање практично ги потврдија зборовите на моите родители, кои што после тоа време што помина, целиот живот ги обвинував дека на известен начин мојот живот беше уништен со овој акт, дека ме запишаа во друго место кој што јас воопшто него ни калкулирав зашто би требало да одам таму. Меѓутоа, дека иронија на случајот сакаше повторно после сите овие перипети и синусоиди животни да се вратам во оваа професија која што иницијално јас воопшто не сум ни осеќав повикан за неа. Што мисли како ќе изгледат следните 50 години? Тешко прашање, Елија. Не знам како... Добро, светот се менува.
ако се свртиме наназад да видиме што све се исподеси кога бевме 20 годишњаци до сега, разбираш, и се менува некако многу брзо иде у некоја насока што ете мене персонално субјективно не ми се допаѓа многу како ќе биде. Веќе сега се осеќам некако lost in transition, ако може така да се наречам. Осекам некоја ладно чувство околу срцето. Осекам дека доаѓа една нова ера во која што ќе ми биде уште многу потешко да се привикнам на новите правила на игра. Некако така се осекам. А кои би биле тие нови правила? Во смисла на социјален дарвинизам, она што спомна? Имам некое чувство дека некаде од 90-тите години се работи активно да се промени социјалното ткиво во Европа и на глобално ниво. Мислам дека се гледа дека Аплас се обидува да се уништат светли идеалистички идеали како фамилија, пријателство, право пријателство, во смислото на филија, не пријателство базирано на интерес и на профит, ма како што кажа ти, зашто не сме ги сочувале тие фотографии, зашто не сме се фотографирале автоматски, затоа што можда подсвесно си знаел дека тоа е фетишизам, ништо друго, затоа што било важно, затоа што секоја наша конверзација меѓу нас беше како еден ритуал сакранен, у кој што си растел заедно, си давал, си примал. Нема појако и подобро тоа, според мене. Гледам дека иднината не е во таа дирекција. Иднината го нема тоа како објектив. А дали се чувствува стар? Да и не. Зависно, да, добро, малку сум поставилен во животот, значи не сум веќе под доминација хормонална, во известен случај донесувам можда многу позрели решенија. Во секој случај се осекам стар. Али стар поставилен во таа смисла, не уморен. Позрел, значи. Да, во секој случај позрел. Во Римското царство околу 50 години за легионарот е време на пензија. Значи, империјата му дава парче земја во Македонија, која што е провинција римска, и он се посветува на отшелнички живот, медитативен, романтично во стилот на Цицерон и така натаму. Каде што не е веќе доминира од желбите на телото, него се посветува да свати како ќе заврши филозофскиот аспект на човечката екзистенција. Тоа на нас ни е одземено. Тоа право. Значи немаме право ни како римски легионери. А доаѓаш ли често во Македонија? Не, за жал не. Така имам малку многу интензивен работен живот и секој пат кога ќе се вратам некако во Македонија се осекам многу некако, не знам како да го кажам, исколачено. Се осекам како да сум на погрешно место, али не го кажувам тоа од позиција на супериорност, него не успевам да го препознам градот од што го имам меморизирано, пошто сум долго време надвор. Мојата меморија е многу светла, многу различна од она што го гледам сега како реалност. И некако ми е многу проблематично да се навикнам, се осекам многу страно, малку нервозно. Да. Сепак, самиот факт што го правиме муабетов и што со љубов се сеќаваш на минатото, значи дека си носталгичен. Да. Да, зашто да не? Можам да си го приуштам тој луксус.
По некоја хронолошка логика, Драган и нашиот следен соговорник можеби се разминувале во ходниците на Богословскиот факултет. Но Сотир Илиевски, пред да стане отец, а потоа и владика Пимен Европски, учел нешто сосема друго. Ти учеше средно или гимназија? Средно насочено математика, физика. Значи, таман за тоа што потоа го студираше, а тој е машински најпрв. Да, меѓутоа, после тоа не испадна ништо. Нечии планови биле поинакви. Па да. Средното насочено карактеристично за нашата генерација, според отец Пимен се покажал како неуспешен проект. Исто како и тој, малкумина останале на она што замислувале дека ќе бидат во средношколските денови. Но има нешто поважно, особено за машкиот дел од неа. Друго, исто она што е карактеристично, особено за машката наша генерација, тоа што бевме во таа последна генерација на ИНА, кога многумина од нас си осетија војната на свој грб, некои имавме среќа да неколку дена пред да заминеме на фронт, да се вратиме дома и да не се вратиме без тоа искуство воено и сите оние синдроми кои подоцна се јавуваат. Но ние сме таа генерација, на нас се скрши претовар. Јас по некоја случајност требаше да одам во Загреб во војска, па потоа некако во последен момент нешто променив датум да одам во војска и заминав во Струмица. И останав во Струмица благодарение на тоа што давав стража таму и сите кога добијат команда ретко бевме тие што останавме во баталјонот во Струмица. Но кога веќе започна војната во Словенија и во Хрватска, ние бевме интервентен баталјон. Јас на 3 септември заминав од војска затоа што немав искористено редовно нешто на наградно од стража. А веќе на 13 целиот мој батальон замина за Бања Лука и оттаму по фронтови. Така да затоа реков дека некои успеавме за многу. Да, и самото тоа што си бил во Струмица било необично затоа што нели од една република, ако си обично те праќаат во друга, не во иста. Па да, малку мина бевме ние што така се погаѓаше да бидеме блиско. Не беше со врски секако гарантиран тоа. Туку некоја случајност, што сепак нема случајности во продучењето на православната црква, но ете, сепак бевме таа некоја генерација чурук што се скрши на нас голем терет, што не натрла пораснеме некако предвремено. Особено оние што оде на фронт, но и сите ние што бевме во исчекување постојано дека ќе заминеме негде. Со осамостојувањето на Македонија се подигна националното чувство, а тоа пак се поврза со православието. Многумина се свртеа кон верата, црквата како да доживеа ренесанса, манастирите заживеа. Ова се почувствува и во музиката и во уметноста која почна да црпи инспирација од старословенското и византиското наследство. Дали ова било мотив тој да се одлучи за теологијата? Не ме повлече мене тоа. Но сепак бевме луѓе кои што кога се распаѓа државата, кој што се живеел, кој што се верувал, кој што се чувствувал згрижен и поистоветен со некој, ти се распаѓа и влегуваш во една несигурност и многу луѓе гледа сигурност во некоја институција од црквата. Затоа што сепак тоа беа 20 века традиција која обстанала и некако беше сепак наш национален символ Македонската православна црква. Тога се омасови црквата навистина. Едни луѓе почувствуваат слобода, дека ете конечно може нешто по-слободно да доаѓат во црква, мада рака на срце никој сме немале некој таков строг комунизам или социализам кој
ги санкционирал нешто посебно луѓето кои што доаѓале во црква. Може би во другите социјалистички земји тоа било многу понагласено, но кај нас не беше така. Сигурно затоа што беше, како што велам, во моја фамилија секој се чувало верата, свештеник доаѓал 3-4 пати годишно за водосвет, пред слава и така натаму. Некои луѓе го сватија тоа дека и навистина за да се биде во црквата си преку она што го спомнати, особено во прв план музиката и филмот пред дождот и Анастасија и Мизар што ги реафирмираат тие вредности на старословенскиот јазик, на византиската музика, што ја направија така подостапна за и поинтересна за слушање. Сето тоа сме го немале со години како ново нешто, навистина ја разбуди верата и црквата со масови. Меѓутоа секогаш во историјата, значи уште од 4 век, кога се омасовила црквата, кога станува надземна институција после Миланскиот едикт, омасовувањето значи секуларизирање на црквата. Така не се случи и овај пат. Значи толку луѓе влегува во црква наеднаш, што многу луѓе од помодарство, многу луѓе за да ја покажат лојалноста кон партијата која што ја избрале како демохристијанска и дека мора по дефолт да бидат верници. Малку се знаеше за верата во тоа време, навистина немавме ни 94 година излегува негде од печат првата Библија на македонски јазик, комплетно издание во превод на архиепископот Гаврил. Тоа беше ли година можда порано не било, но значи сме немали ни комплетната македонска Библија како извор на верата, а камо ли дополнителни книги со толкувања или поуки некои од светите отци преку кои што може да се расте во верата. Покрај гордоста што бил дел од онаа генерација што учествувала во овие промени и заживувањето на верата, отец Пимен е критички настроен кон она што се случува денес, со она што во времето на осамостојувањето го доживувавме како остварување на идеал. Карактеристично за наша генерација е тоа што ете првото наше гласање како полнолетни луѓе, имавме таа чест да гласаме за тие први повеќе партиски избори и да ја замислуваме нашата татковина како нека супер нација. Тој патриот што го имавме во старт, дека ни тежеше нешто од Југославија, па не можевме да се развиваме како што треба. И сега доаѓаме до таа ситуација да имаме своја земја, своја татковина, што толку се сакаме. Зајве ден да се види дека џабе сме се надевале, не било за Југославија, тако до сите нас, било како чинители на тоа ново општество. Што е со иднината? Мислам дека најголема промена што ќе се случи во наредните 2 декади, дека ќе е враќањето кон едноставност. Премногу не убива ова темпо на живот што се случува сега. И премногу се групира народ со овие модерни емиграции, значи не зборувам само од кај дека се сели народ туку и од цела Европа и цел свет ги има тие емиграции. Значи не само од малите земји кон поголемите, туку воопшто. Од малите места кон големите градови, там се создава цела концентрација. Сето тоа создава еден толков хаос и толков едни непотребни трошоци што човек на кој е изложен, што сметам дека ќе се презасити човекот од сето тоа и ќе бара нешто многу по бейзик, да живее повторно во природата, да ги одгледува децата негде подалеку од таа џунгла и дека
тој луксус да се живее во голем град кој остане само на сиромашните кои ќе немаат кај да се вратат. Додека богатите сите ќе се оддалечат, ќе ги напуштат големите градови, враќајќи се на еден многу нормален живот, на животот на нашите дедовци, прадедовци, кога можеле сами да се прехранат со одгледување на разни култури на мал простор. Се погоди разговорот со Пимен да го водиме на денот на неговиот 50-ти роден ден, 3 октомври. Како го доживува минувањето на времето? Може би не е толку до годините, сигурно дека не е тоа се наполно 50 и се наједнаш нешто се случило во твојот живот, но вистина е последните 2 години многу помирен живот имам, но пак ќе повторам, не верувам дека тоа се го направи годините толку колку што пандемијата што го направи со отсуството на патување, па некако имам повеќе време и за себе и за оние што се околу мене да си посветам и но како и да, и после тоа сметам дека и мудроста, но и силата. Мудрост некоја веројатно доаѓа кој ќе видиш дека едноставна проценка која ќе направиш дека ако треба да си патувал 70-80 километри годишно, дека сега мудроста е во тоа што ќе ти светне мисла дека ќе треба барем на 50 да скратиш. Во 2017 со отец Пимен почнавме преписка, онаква старовремска, со подолги писма како кон непознато другарче, која се надевавме дека би можела да прерасне во фејтон или книга. Ова никогаш не се случи, но нешто од сето тоа остана. Еве што ми напиша на мојата забелешка дека преписката би била помеѓу владика и етнолог, верник и атеист. Кога спомнуваш дека си атеист, да ти кажеме на приказка за еден мој повозрасен драг пријател, атеист веќе второ колено. Ми вели, знаеш дека сум комунист атеист, а сепак редовно те читам и наоѓам вистина во твоите писанија. Веројатно поради тоа што стареам. Како на човека му се ближи смртниот час, така се зголемува стравот од неизвестноста, па ете човек си бара одговори на некои за него непостоечки прашања. Ти си уште релативно млада, но баш би сакал да видам на повозрасни години дали и ти како деклариран атеист ке ми го напишеш истово. Така историјата ќе биде сведок на едно преумување, а и кај мене Билким ќе се пише еден плюс на небесата дека сум нашол една загубена овца. Pranaži do sada posilnio droga, baby, kupen mir i tišina, postrašio dvojna, maybe, ko da nesi modovene, ja s nikomu ne pripagam, stojam ostrana i Pa мене ми е супер што го прифатив овој интервју за тоа што ми натера да се замислам за некои ствари на кои не сум се замислил порано. Да, точно е кога ме праша да зборувам на оваа тема, мене тоа малку ми звучеше како да прашуваш некој што не следи фудбал, да го прашуваш кој му е подраг, Вардар или Работнички. Една тема која што никогаш не ме интересирала и во која никогаш не сум се пронаѓал и интересна провокација да видиш зошто не си се пронаоѓал во тоа и зошто се уште не се пронаоѓа. Преговорите за учество на Дарко во оваа епизода почна во 3:30 наутро по негово, а поради мојата немарност околу временската разлика помеѓу Скопје и Лос Анџелес. Почна со резервираност околу темата, за потоа да излезе најдолгото интервју за оваа епизода. Тој и Пимен се запознале неодамна и сватиле дека се родени во ист ден. Веднаш почнала дискусија околу тоа кој е постар и кој кого треба да го вика оче. Дарко свртел кај мајка му и резултатот е постар е за 3 часа.
Тој е речит со јасна мисла која е невозможна за сечење, лепење и монтирање. И талент за дефинирање на работите. Например, за дефинирање на она што точно значи генерација. Кога фатив да се преиспитувам и спреам за овој муабет, фатив малце да бидам да размислам како devil's advocate. Ајде да видиме дали е баш навистина тоа толку небитно генерацијската припадност и луѓето со кои си се дружел, страствено си се дружел, неволно си се дружел што мораш или ич не се дружел и туку си ги избегнувал и сите тие биле твои генерацијски исписници, врсници, дали е тоа битно за остатокот од животот и дојдов до еден заклучок дека е не само што е битно, туку во нашиот случај е и клучно. И можеби само во нашиот. Зошто? Затоа што, колку што јас се сеќавам од муабетите со постарите, пред се моите постари братучеди, кои што некои од нив беа бајање постари, по некои 10-15 години постари од мене, генерациите кои се раѓа пред нас не се раѓа во такви услови како ние, како нашата генерација. Годините после Втората светска војна се години на тешка беда и немаштина. И на глад. Ако погледнеш филмски журнали од тоа време, ќе видиш дека луѓето се неухранети на кои се појавуваат пред камерата. Таа некоја економска ситуација се стабилизира 50-тите, но се уште децата кои се раѓаат 50-тите се деца кои се раѓаат во скудни услови. 60-тите почнува да се поправа стандардот на живење, но мислам дека кога зборувам со моите пријатели кои се родени 65-та, да речеме, се уште има големи разлики помеѓу нив и мене и тоа како тие се сеќаваат на своето детство и како ние се сеќаваме на нашите детство. Генерациите кои почнуваат да се раѓаат, ајде да речеме некоја 69-та, 70-та година па натака, се генерации за кои сите се убедени, вклучително и ние самите, така бевме убедувани и воспитувани, дека сме родени во совршени услови. Никогаш претходно на Балканот не постоеле такви перфектни услови за воспитување и развој на децата. Не требаше да имаш многу пари, бидејќи сите има или нема подеднакво количество на пари. Класните разлики, имотната состојба не беа така големи како што се денес и во главном многу нешта беа достапни за сите. Јас бев валјда првата генерација која што е родена во стан на своите родители. Мислам, татко ми кој е роден на село, не е роден ни во куќа, туку е роден на нива. Немало амбуланти, немало болници. Најблиската болница била на 50 километри. Така натаму. Мајка ми, која што е од градско семејство, е родена во куќа во која што живееле 3-4 генерации истовремено. Ние бевме она прва генерација каде што во станот на кој што на врата пишуваше ги носеше името и презимето на мојот татко и моја мајка, живееше нуклеус од татко, мајка, син и ќерка. Толку 4 члено семејство кое што одеднаш почна да живее по некои стандарди кои што беа горе-доле европски стандарди на тоа време. И тоа се случи прв пат. Значи, одеднаш, за разлика од, не знам, можеби само 10 години претходно, сега веќе не е реткост да јадеме тропски овошја за нова година, не е веќе проблем да се оди секоја година на летување и зимување. Летувањата и зимувањата не се веќе нужно поврзани со одење во Охрид или на Јадранско море, туку веќе се оди во странство, па така не знам, јас сеќам дека научив да скијам на 6 годишна возраст во села Невеа во Италија,
а секоја година одивме да кампуваме во Грција. Тетка ми со братучедите отидоа на турнеја низ Шпанија 78 година и во тоа време се сеќам дека стандардот на шпанците не беше нешто многу повисок од стандардот на просечното југословенско семејство. Ние сме таа генерација на која почнуваат да и купуваат примамливи подароци за роден дени и за крај на учебна година, не знам, точаци, ролшуи, вокмени едно време се појавија. Прва генерација која почува да има некои работи во своите соби. Прво имавме соби, а второ во там самите соби имаме нешта кои што тие што беа малку постари од нас ги немале кога растеле. И ни се потрефи и се некако ни се поклопи, не знам, се појавија некои нови работи кои ексклузивно како за нас да се појавија, не знам, од тоа дека ја мислам дека веројатно бев првата генерација која што имаше тоа задоволство да ужива во собирање сликички овие фигури на Панини. Мислам дека во овие претходно тоа го нема. Денес го имаат сите деца, не знам, собираат сликички европско првенство. Тоа се појави јас кога тргнав во училиште. Ми се чини. Не знам, процотот на југословенската музика од 78-9 па до нека 84-та, 5-та, 6-та се случи некако како за нас да е правен, како точно да е темпиран, да се појави, да се случи тоа во оние години кога ние влегувавме во тинејдж периодот. Немаше секогаш се разбира има потреба од прогрес, но инфраструктурата во која што ние се родивме веќе беше изградена за нас. Значи немаше како во времето на татко ми да нема амбуланта. Не, амбулантите беа тука, болниците беа тука. Горе доле многу пристојно здравство, мала смртност, мал морталитет на новороденчиња, успешно справување со детски болести, градинките, школите, се тоа беше тука на 5 минути чекорење од зградата во која што живеевме. Јас одев сам, тргнав на училиште 3 минути пред да задзвони звончето, толку блиску беше училиштето на мене. И некако и беше безбедно. Супер безбедно беше. Немаше некои големи пороци. Кога бевме тинеџери, најголемите стравови на нашите мајки беа да не ни стави некој дрога во кока-колата во кафич и да не дуваме лепак, вајда. И тие кафичи некако како почнаа да се отвараат како токму темпирани за нашава генерација. Порано ги немаше, порано луѓе одеа пред ванила стоеа. Ние бевме тие кои го паметат Ани и Бони и не знам Камел, Мамел, как пирамиди и така натаму во турска чаршија, сите кафичи кои се отворија. Некако секако да се редеше за нас. И навистина бевме уверени и воспитани и родителите така мислеа дека ние сме родени сега во најубавиот од сите можни претходни светови. И јас се сеќавам дека мајка ми и татко ми не беа единствени во тоа, и слушав и други мајки и татковци како тоа го викаат на своите деца. Се ви е наредено, ваше е само да учите. И навистина некако се ни беше наредено. Сакаш да се бавиш со спорт, постоја спортски клубови. Сакаш да учиш инструмент, може ќе те пратеа во, не знам, или пионерски дом Карпош, или во нижо музичко. Сакаш да се занимаваш со техника, ене тие дом на народна техника, ене ти го дом на младите, постоја киноклубови, театарски групи, се постоеше, се беше одеднаш наредено како во некоја представа во која што ние сме главните глумци и само од нас се очекува да се појавиме на сцена и да блеснеме. И кога дојде тој момент да ние матурираме и да се простиме од она што ние генерација и да веќе почнеме да се дружиме со некои луѓе кои се постари или помлади од нас, не веќе генерацијски да се дружиме, туку да се дружиме според интереси, професионални. Значи да тргнеме на факултет и да запознаваме некои други светови, се случи комплетен распад на тој систем.
je dole u predgrađu, od centra prema zapadu, gdje sunce sja kad zalazi, gdje sunce sja samo kad zalazi. Moj dom je tamo gdje si ti, moja draga ljubavi. Moj dom je tamo, tamo gdje sam ja, takva je moja sudbina. Na mojoj kući 3 parole, hoćemo živi ovi dole, a na fasadi odmah iznad vrata rupe od metka iz prošlog rata. Tu ne može ništa niti Bog. Samo jedno mjesto na svijetu se zove dom. Првите војници на ЈНА кои загинаа пред Сашко Гешовски од Кавадарци, кој загина пред Сплитската касарна, беше припадник на токму мојата генерација. Ние кои запишавме факултет, таа есен 91 година се криевме по некои роднини, по шкафови, под кревети, да не соберат, да не пратат во ЈНА, а тие кои што немаат среќа да запишат на факултет, веќе беа регрутирани, и имаше еден мој пријател со кој се друже во средно, кој заврши како тенкиста на Буковарскиот фронт. И се распадна, не само што се распадна сказната, се распадна системот. Значи ние бевме како генерација подготвувани да блеснеме во тој најдобар од сите можни светови. Светот го снема и не беше заменет со нов. Тој свет во кој што преку ноќ се разбудивме, беше свет во кој малте не беше глупо да се сонува. Дарко не се откажал од сонот. Дел од него се филмовите Збогом на 20. век, Балкан Кан и Трето полувреме, како и антологиските документарни серии Уа Шнајдери и Досие Скопје. Сепак и тој во еден момент одлучува да замени еден сон со друг, и во тоа не е единствен. Конкретно во мојот случај, јас мечтаев да станам филмски режисер и стана филмски режисер, ама Југославија беше една од битните кинематографии во Европа. Буквално преку ноќ ти се будиш во една земја која што нема кинематографија. Тоа беше Македонија. Југославија имаше прилично напредно здравство. Тоа можам да го тврдам одговорно, бидејќи сите во фамилија ми беа бели мантили, од мајка, татко, преку чичковци и тетки и така натаму. Има верзија према бели мантили, просто затоа што бев обкружен и одраснат меѓу нив. Кај нас дома на ручек се дискутираше за некои латински термини кои што не ги разбирав. Доаѓаа кои се соберат роднини, збореа за рецепти, за лекарства, за пациенти. За тоа беше грозно да се слуша кој имаш 16 години, слушаш за болести. Но знам дека беа сите врвни професионалци во еден систем кој што можеше да се справи со ситуации со кои денешниот систем не може да се справи. Например, тетин ми беше епидемиолог кој беше дел од екипата која успешно се справи со епидемијата на вариола вера во 70-тите. Каде што се покажа дека постои систем кој што е на две нозе поставен, без оглед на идеолошките и политичките компоненти на тој систем. Се зборам за она што е секојдневие, она што е инфраструктура во која се одвиваше нашето секојдневие, тоа го снема. И беше мојата сегашна сопруга во тоа време, во 90-тите, студираше
медицински факултет и од денешна перспектива тоа изгледа како да се обучувала да биде дел од еден систем кој 10 години после тоа или 15 ќе се распадне сосема. Мислам, го гледаме денес здравството во Македонија на што личи. И мислам, веројатно тоа може, ова што го зборувам за медицина и за филм, може да се примени на 10-тина, 20-тина или 50-тина други професии или индустријски гранки. Индустријата која што ја постоеше во Македонија, која што беше апсолутно видлива, нас не носеа во средно училиште, на пракса во металски завод Тито, кој што беше еден гигант, непоимлив за денешниот Балкан, непоимлив. Го снема, мислам, физички го снема. Тие згради во наредната декада се претворија во урнатини, однакви сталинградски урнатини. И тоа е нешто што ми се чини дека ден денес го немам преболено и е нешто што ќе ме следи како проклетство, генерацијско проклетство се додека сум жив. Не губењето на една држава стекнувањето на друга, туку губењето на систем кој што функционираше и кој што требаше да се доразвие. Не бевме во тоа време, јас сеќам кога имав 17 години, ја не бев задоволен со системот во кој живеев. Но работев и веројатно бев најмладиот член на редакцијата на Млад борец, која што беше тогаш центар на демократската природба во Македонија. Секој кој имаше било што вредно во главата, доаѓаше во Млад борец, беше интервјуиран за Млад борец, пишуваше за Млад борец, се муваше или барем купуваше Млад борец. И ја бев дел од таа приказ, не бев многу горд што сум таму и имав чувство дека сега допрва ќе се случи нешто феноменално. Сега ќе овој ригиден еднопартиски систем кој ќе падне, а се гледаше дека ќе падне, ќе дојдат некои времиња кои што се фантастични. И тие времиња веројатно и дојдоа во Полска, во Чешка, во, не знам, Унгарија, во некои други земји тие времиња и дојдоа. Кај нас никогаш не дојдоа. И затоа што тие времиња никогаш не дојдоа, таму многумина од нас си заминаа таму. И кога денес се сеќавам на лицата на луѓето со кои одевме на домашни журки во средно, бидејќи тоа беше многу популарно да се оди кога родителите ќе отидат на викенд, тој што е сам дома неделата вика на журка и доаѓаат сите останати. Од таа екипа што се дружевме и што малтене секој викенд одевме некаде на некоја домашна журка, на прсти на една рака се бројат луѓето кои што се уште живеат во Македонија. Сите други сме во некои Америки, Канади, Германии, Австрии и така натаму. Вели дека Лос Анджелес личи на големо тафталиџе, кој пак личи на американска субурбија. Не му недостасува географијата, ниту домашната кујна. Оно што ми недостасува се луѓето, затоа што се сеќавам покојна Мира Фурлан еднаш рече не можете од поново да си направите стари пријателства. Старите пријателства се вредни токму затоа што се стари и затоа што со тие луѓе имате некакви спомени, имате некаква најмал заеднички именител кој што е некаде во минатото. Новите познанства кои што ги правам овде го немаат тој квалитет. Има други квалитети, но го немаат тој. Некогаш имам потреба да напишам некои реченици кои што само на македонски може да ги напишам и веројатно никогаш нема тие реченици да имаат своја публика. Дарко вели дека верува во статистики и според нив ние нема да бидеме онаа генерација која што ќе ги доживее наредните 50 и ќе слави 100-ти роден ден. Смешно му е што закопот на Тито го гледал на Кертинг телевизор со 8 канали, од кои програм имало само на 2. Денес е комплетно зависен од апликации и одамна не мора да моли некој да му донесе стрипови од Трст или од Лондон. Се една магично стапче, она што го посакуваш, правиш чирибу чириба и се појавува пред твоите очи.
Не постојат веќе желби кои што се желби од тој тип кои што се неостварливи. Ми е страв дека ова огромна благодет која што ја уживаме неќе да е наарно. Што викаат во Босна, да е боле не би валјало. Мислам дека ние сега сме дојдени во таа фаза дека е боле и дека нема да валја. U svetu postoji jedno carstvo, u njemu caruje drugarstvo, u njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. U njemu je sve lepo, u njemu je sve nežno, u njemu se sve raduje. Tamo su kuće. Jel si bio член библиотеки? Bio sam член библиотеки. Имao вика карту, вика, а које бое? Специјалне. Вика, 2 прста вири, вика, из джепа. Могу сам да уđem у библиотеку, вика, сред бела дана, попиjem, поjedem, idem ек изаđen. Вика, тата, али тебе су академик звали у полицiju. Зашто су ме звали у полицiju? Па вика, секо си слики из книга. Па слики су за дзид, нису за книга, јеботе Бог. Ова е мојата најдобра пријателка Гордана. Првпат проговоревме на час по ликовно во средно, кога ми побара гума. Секако, само таа се сеќава на ова, како и на уште куп работи, со тоа представувајќи наша подвижна и скапоцена архива. Кога ја прашав, например, дали бевме низ Југославија во средно, таа ми одговори со цела страница факти и спомени, меѓу кои дека сме виделе змииче на оградата од хотелот во Херцег Нови. На одмор во школа често ја глумеше Радован Тречи и фалеа само бркови за да биде Зоран Радмиловиќ. Како дете од мешан брак, таа на свој начин го доживеала распадот на Југославија. Па види сега, дека тоа беше некој малце из чудно чувство, беше чудно чувство. Од една страна страф, дека мојата мајка нели е србинка, дека е од друга држава, сега ќе биде веќе од друга држава и како тоа ќе бидеме прифатени. Видејќи тој период имаше така малце еден националистички набој во Македонија. А од друга страна па мајка ми има огромно чувство на припадност кон македонскиот народ. Бидејќи овдека, што се вика, работела, живеела, многу поголем дел од својот живот живеела во Македонија отколку што живеела во Србија, односно во таа Југославија. И некако цело време викаше, не се секирете, ќе се среди. Може и затоа таја, ни даваше малце така, не смируваше. Од друга страна, па, сепак сме македонци, татко ми е македонец. Зошто би се случило нешто лошо, а плюс и фамилиарно сме од фамилија во која што има војвода. Смиле војвода од Охридскиот крај ми е прадедо и знаеш онака, припадници сме и ние на тоа ВМРО и на Македонија. И измешани чувства. Често раскажуваше анегдоти за прилагодувањето на мајка и на новата средина. А да, тоа беше првото што мајка ми беше изненадена од Македонија. Тоа е било прво што го запамтила и цел живот го кажува. Кога дошле, од Србија, доаѓа во Прилепско, ја носи татко ми и сите и викале, земи да јаде нешто, да касне нешто. А во српскиот касни е доцни. И вика, касни. Касни малце, и она му се свртила на татко ми, извини Благоја, де ми каснимо, где треба да идемо? Сепак, кога ја прашав кој настан би го издвоила како специфичен за животот на нашата генерација, таа одбра еден кој не го спомна ниту еден друг соговорник и кој како да го имавме подзаборавено. Мене нешто што ми остави впечаток беше хаваријата во Чернобил. Кога се случи тоа, 86-та година. И тоа одзвони на сите, нели, кажаа дека дури не смееме да излегуваме надвор, бидејќи можно е да има голема
радиоактивност, да не се движиме, посебно децата, ово. Не мислам и тоа така малце го доживеав. Хаварија, знаеш. Како се чувствува денес со полни 50 години? Јас дали се осеќам старо? Никогаш. Веројатно треба во главата да се осеќаш. Не се осеќам, само не се осеќам. Морам да кажам дека годините ги живеам онака баш како што мислам дека треба. Имаме 50 години и мислам дека баш така треба да се кажи го да живеат годините, а дека треба глупости да правиш по животот, дека тие те одржуваат млад, треба. Хумор да внесеш во својот живот, да се гледаш со пријателите, па и некогаш и да направиш нешто што е вон твоите, ајде речеме, години, нели, да се однесуваш помлад. Не се чувствувам старо, стварно не се чувствувам. Може и на 100 години јас нема се чувствувам старо. И пак Радован и неговиот визионерски хумор. Тата ти не читаш новини, вика. У новинама многу брзо пише, вика, па не могу да прочитам. Вика, а шта читаш, вика, па читам оно, вика, само кој е рикнуо, знаеш. У новинама, вика, исто пише, вика, само, вика, промене, вика, датум и опет исто. Кој ќе видиш стварно, да, историјата се повторува. I kao da je bilo nekad, i kao da je bilo tu, pod velikim svetlim suncem, pod velikim svetlim slodom. Ručali smo meso, glodali smo kosti dobrih životinja. Mi imamo snage za još dan. Menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Prolaze brodovi, trube u čast, zvone na uzbunu. Deca uče da plaču, deca uče da poznaju svoj glas. U toplim jaslama, pod zidom čempresa, mi menjamo našu noć za neki tuđi dan, za neki tuđi dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Mi menjamo dan za noć, mi menjamo noć za dan. Сеќавањата од детството и младоста генерално ми се поврзани со првиот збор или првата асоциација на детство ми е на вистина безгрижност. Еден така светол и топол дом со многу сонце и светлина. Секогаш музика и убави мириси од кујната на мајка ми. Надица е наша соученичка од Јосип Броз, денес наставник по социологија и во контакт со некои нови клинци и нивните соништа и стравови. Иако разликата во години помеѓу неа и нив не е кој знае каква, генерацијскиот јаз е сепак голем. Кога се сеќавам на периодот на детството и младоста и кога се обидувам да пренесам дел од тие сеќавања на моите ученици денеска, некако имам чувство дека не било тоа пред 3-40 години, туку често пати на учениците, кога им евоцирам некакви случки од мојата младост, им се смеам и им велам дека се чувствувам сега како бабата од Титаник, затоа што имам некакво такво субјективно чувство дека е тоа многу одамна. Веројатно тоа се должи на големите промени и наглиот развој на општеството во сите сфери од животот, и кога се обидувам да им објаснам што значи разлика во години од 30 години, значи во однос на мојата помала ќерка или во однос на моите ученици сега со кои сум разлика околу 34-5 години, некогаш мислам дека тоа е 30 светлосни години, затоа што разликата во начинот на животот од тогаш и сега ми се чини многу драстична. Има некои технолошки пронајдоци или
помагала кои што ние сме ги користеле од типот на, не знам, видеокамера или касетофон и така натаму, или класичен телефон, кои што тие ги имаат и прескокнато како генерација со кои што воопшто не се ни сретнале. Значи, од таков некој аспект, разликите се навистина огромни. Не сум југоносталгичар, но низ животот така ми беше голем предизвик да се навикнам да живеам во мала и не толку позната држава или земја во светски рамки, а сум се родила и младоста сум ја поминала во една така економски, воено и на секаков начин силна држава. Тоа ми е, да кажам, една така битна промена која што ми се случила во младоста, па претпоставувам дека ми оставила некаква трага, затоа што често пати знам да кажам дека ако се распаднала една таква држава, се може да има неславен крај. Ако нашето бреме пред се беше резултат на политичките турбуленции, какво им оставаме на идните генерации? Еве, ако се обидам да размислам што гледам наредните 50 години, на што се надевам, а од што се плашам, се надевам дека човештвото и науката ќе изнајдат начин да ги надминат сите предизвици кои што луѓето ги оставија, да речам, во едно неблагодарно наследство во однос на еколошката ситуација, а се плашам дека тоа нема да се случи. Јас уствари имав најголема желба да станам археолог и тоа и денес ми е желба, нели, така си замислувам. Кога бев мала, а и денес кога си мала, така си викам, сакам да бидам археолог. Дури и размислував во кога се запишав на класични студии во трета година да паралелно да се запишам на археологија, меѓутоа во текот на студиите се разбира се профилира моите интереси и се определив за археологија на јазикот, односно за историја на класичните јазици. И да, тоа ме исполнува целосно, не би го менувала сега тој избор сигурно. Но не се подразбира дека кога повторно би се вратила со овој памет сега на почетокот пред 25 години, многу работи би ги направила поразлични, што се поврзани со професионалниот живот. Јас, Горде и Надица во средно бевме во тројката, а Еле во двојка. Веројатно најдоследно на културолошката насока на која што припаѓавме, учејќи 3 така наречени мртви јазици, латински, старогрчки и старословенски, таа по гимназијата се запиша на класични студии и денес предава на Филозофскиот факултет. Интересна е незината споредба не на нашето детство и она на денешните млади, туку на ставовите на нашите родители и денес нашите. По однос на однесувањето, нашите родители биле многу загрижени за нашето однесување.
како се однесуваме и што правиме. Денеска мислам дека по однос на однесувањето сите ние имаме различни, па дури спротивставени ставови. Дали е тоа добро или лошо е прашање за поголема дебата. Исто така мислам дека нашите родители со голем ентузијазам, да речеме, гледаа на стекнувањето на образование, особено високо образование, затоа што тоа беше некако клуч за добар живот и удобен живот. Вработувањата беа прилично известни и можеше да се живее од платата. Ние денес, разбери, исто како родители, многу сакаме нашите деца да завршат факултет, меѓутоа факт е дека вработувањата се повеќе неизвестни отколку известни, а и факт е дека денес и не ни мора да имаш завршен факултет за да заработуваш добро, просто се сменети условите за живот и ние на тоа гледаме едноставно поинаку. И една исто така важна работа, мислам дека нашите родители веруваа во државата и во институциите и така и нас не воспитуваа, дури можеби слепо веруваа во голема мера. Ние денес не можеме да се пофалиме со такво нешто, бидејќи никој не може да верува во заробена држава и заробени институции. Но од друга страна, пак ете ние денес прилично активно учествуваме и во креирањето на државните политики и во работата на тие институции, колку што можеме. И покрај разочараноста од спороста на посакуваните промени на подобро, или е сепак оптимист или поточно реалист, фокусиран на сегашност? Па секогаш се надевам на подобар живот, а се плашам од полош живот. Но главно сега погледот ми е фокусиран на тоа што се случува сега и овде. Не размислувам за иднината, како што можеби сум размислувала кога сум имала 18 години. И едноставно се трудам да го видам тоа што е и во мене и околу мене сега и овде во овој момент и да се допрам колку што можам повеќе до убавината. Не се осеќам секогаш како да сум на почетокот на животот. Имав некоја таква криза кога наполнив 40 години, меѓутоа мислам дека тоа беше тогаш последен пат. Сега се чувствувам сосема солидно. 6 различни соговорници, 6 различни, а сепак блиски приказни. Соништа, потраги, носталгија, спомени. Мило ми е што сум иста генерација со овие луѓе, кои покрај сите предизвици денес звучат зрело и стабилно, како некој кој успел да си го најде патот. Епизодава, која е последна за втората сезона, сакавме да им ја посветиме на оние од нашата генерација кои прерано не напуштија. Сепак, таа нека биде за новите генерации. Ја посветуваме на Нора и Катја, на Оливер, на Филип и Кики, на Ана и Марија, на Мате, Иван и Јоан. Се надевам дека ќе бидеме заедно и во следните 50 години. Децата нека раснат во преградки мајчински збрани, радост да блика топла на сите 4 страни. Еј, гулаби, гулаби бели, птици во сончев лет, ој носете пораки врели, мир дае нисел свет. Еј, гулаби, гулаби бели, птици во сончев лет, ој носете пораки врели, мир дае нисел свет. Ден да е убав светот, да огре сонцето златно, желбите детски нека се ројат ко пролетно јато. Еј, гулаби, гулаби бели, птици во сончев лет, ој носете пораки врели, мир дае нисел свет. Еј, гулаби, гулаби бели, птици во сончев лет,
žive čovek po čovek, nasilstva neka